Почитуван министер без ресор Аксел Ахмедовски, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, господине Самка Ибраимовски и господине Амди Бајрам, почитувани представници од парламентот, исто така, почитувани представници на владата, министри овде присутни, почитуван амбасадоре Бејли, почитувани дипломати, почитувани представници на медиумите, драги сограѓани. Во Република Македонија, општина Шуто Ризари е единствената општина во светот каде што мнозинството граѓани се роми и каде што ромскиот јазик е официјален јазик покрај македонскиот јазик. Од 2001 година, со направените уставни измени, и ромите се рамноправен народ во Република Македонија. Се изборивме лани заедно за изградба на Република Македонија во едно општество за сите, со еднакви права и должности пред законот. И се почувствував гордо за овие придобивки, со кои што сигурно се гордеете и вие, што не беше лесно ни да се постават како цел, ниту да се дојде до нив. Но факт е дека мора да се постигне ниво на достоинствени услови за живот кон што сме насочени сите. И бидејќи Меѓународниот ден на ромите, 8 април, во чија што чест сме овде, освен што е бележник на ромската култура, е и ден на граѓанската свест, па во ова поздравно обраќање повикувам на уште повисока граѓанска свест за потребите на граѓаните роми во нашето општество. На сите нас, од сите националности и вери, деца, стари, возрастни, ни требаат и образовни и културни права, но потребен е и достоинствен живот. И факт е дека меѓу најзасегнатите за посочените прашања се граѓаните роми. И веќе ги направивме првите чекори кон решавање на горливите проблеми со домувањето, поседувањето лични документи, малолетничките бракови, пристапот до вработување, до здравствено осигурување, вклученоста на ромите во културата и образованието, на што посветено работи Министерството за труд и социјална политика, во рамките на централната власт и во соработка со општините и со граѓанските организации. Ке посочам неколку поважни активности. Во рамките на проектот Инклузија на деца роми во предучилишни установи, во текот на учебната 2017-2018 година, запишани се вкупно 514 деца роми во 19 општини во Република Македонија, или 82% од предвиденото е реализирано. Во моментот функционираат 12 ромски информативни центри во 12 општини. Се работи активно на терен на информирање, советување, упатување на граѓаните за остварување на нивните права и обврски во социјалната заштита, здравството, домувањето, вадењето лични документи. Од 1 април, Управата за водење матични книги отвори оглас со кој што се повикуваат сите лица кои не се регистрирани во матичната книга на родени да поднесат барање за дополнителен упис, со оглед дека околу 600 роми, според евиденцијата, се соочуваат со овој проблем. Владата, како што знаете, донесе програма со која што се ослободуваат од плаќање здравствена партиципација децата, чии родители се корисници на правото на социјална парична помош. Ова не е мерка само за граѓаните роми, но во голем дел ги таргетира токму ромските семејства. Од овој месец започнуваме и со имплементацијата на нов проект за социјално мапирање, финансиран од Европската комисија, со цел да се мапираат ромските населби и да се добијат квалитативни и квантитативни податоци за ромите во делот на образованието, вработувањето, домувањето, здравството, социјалната инклузија, поседувањето лични документи и слично. Министерството за труд и социјална политика, заедно со Советот на Европа и Европската комисија и заедно со општините, почна проект со цел поддршка на локалниот развој, промовирање добро владење и јакнење на вклученоста на ромите на локално ниво. Важно е политичкото учество на граѓаните роми во донесувањето одлуки што се поврзани со унапредувањето на положбата на ромите во Република Македонија. Овој позитивен модел во Република Македонија е пример во регионот. За решавање на приоритетните прашања на граѓаните роми ги ставивме во функција ресурсите од централниот буџет и донаторските средства.
Целиме да постигнеме социјална кохезија и еднаков развој во општеството за сите. Сакам да потенцирам дека силна е политичката волја на владата на Република Македонија за вистинска имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите во Република Македонија. Со овие ангажмани се постигнува изедначување на степенот на вклученост и интеграцијата на ромите со сите други етнички заедници во земјава. Определени сме да ги следиме и сите европски препораки, меѓу кои што е Европската платформа за вклучување на ромите. Платформата има за цел насочување на институциите на Европската унија, на земјите членки, на земјите кандидати, како нашата држава, и на потенцијалните земји кандидати, да дизајнираат политики и активности во насока на инклузивна Европа. Почитувани граѓани и почитувани присутни, сакам да ве уверам дека фокусирано ги следам сите активности во решавањето на така нареченото ромско прашање, затоа што едно општество ќе изградиме само ако сме сите посветени и само ако сме заедно. Четвртиот светски конгрес на ромите, одржан на 8 април 1990 година, е еден од најважните историски датуми за ромската заедница, затоа што со него ромите добија своја химна и азбука, но и со него на ромите им е загарантирано правото да бидат еднакви во општествата и да ги уживаат сите права, без дискриминација. За нас, за оваа влада на Република Македонија, целите на тој конгрес, како и на Европската платформа за вклученост на ромите, не се само обврска. Овие цели се еднакви права и достоинствен живот за сите. Се пред се желба да изградиме инклузивно општество во Македонија и инклузивна Европа, а се исто така и искрена верба дека тоа е патот до успешна, заедничка Република Македонија, дом за сите, интегрирана во Европската унија. Нека е честит празникот и ви благодарам на сите за присуство.